сега е време за гости повторно на масичката во другиот агол студиото. Веќе нашата гостинка, која што се вика Симона Маневска-Штериов и е колекционер на фотоапарати, ќе ни презентира многу нешта поврзани со ова навистина голема вредност на апаратите. Добро утро, Симона, и драго ми е што ме вративте во едно време од моето детство, кога и јас имав смена 8 и мислам дека некаде ја чувам, но не сум сигурна дека е во функција. Навистина имаме многу интересна гостинка и вака низ разговорот ми кажа дека потеклото е од Битола. Па врти, случи се врти околу Битола. Браво за битолчани, да. Поздрав еве уште еднаш до гледачите. Сега ќе ги вратиме малку и во минатото, затоа што сега јас го имам мојот телефон, може да се сликаме колку што сакаме, меѓутоа овие слики со сликите што ги вадат овие фотоапарати никогаш тука не можеме да споредиме. Дали е така, Симонче? Точно така, да. Добро утро прво на сите. Благодарам за поканата. Чест и задоволство ми е што сум тука заедно со вас ово утро. И нас исто. Да. Значи, како што кажавте, да, живееме во време на дигитализација, каде што више, сите сме со телефони, со лаптопи, со, не знам, малечки апаратчиња, големи апаратчиња, меѓутоа сите, работат преку USB, преку компјутер. Ова што јас го имам е, јас што викам, моето богатство. Ова се фотоапарати од татко ми, фотоапарати од моите дедовци. Браво. Кои што може би колекција точно така. И затоа ми беше желба да ги донесам, да ги видат сите гледачи, затоа што ова се буквално апарати кои што во денешно време може сега ќе ги вратиме во минатото. Ќе ги вратиме во минатото, точно. Да, дури во години во кои што не е никој роден. Така, да. Во моментов оние кои што не следат, еве може да ги погледнат овие фотоапарати. Ајде да кажеме од која точно година потекнуваат. Вака, значи овие два апарати напред се по потекло, да речем, имаат германско производство. Значи, овој апарат ваму е... А се што е германско, морам да кажам, трае се уште. Трае, да. Така? Овој апарат ваму, значи, е од производството од 1939 година и се произведува до 1942-3, додека другиот прв пат е произведен 1954 и се произведува до 59 година. Така. Значи, двата работат на филм негатив, на едниот има додаток за блиц, додека на другиот, тој што е постариот од 38 година, во тоа време не постоело оние класични блицови додатоци, се ставале буквално сијалици како што ги имаме ние дома сега што се на навртување. Да. Па добро, сето тоа се работи со светлина, нели? Да. И така, на тој начин функционирале. Ова не е како еден времеплов сега, да. Точно така. Патуваме низ времето и начинот на кој што се фотографирало некогаш. И имаме ние некои фотографии од наши прадедовци, прабаби во своите домови. Сигурно и многу гледачи со ваков вид на апарати. Тоа произлегло, да кажам, како една убава фотографија која се уште си ги имаме во нашите домови. Меѓутоа, јас сега, Симонче, сакам да те прашам, од каде, значи кажавме дека сепак во семејството имаме фотографии, меѓутоа љубовта кој ја пренесе најмногу кај тебе или самата таа си дојде? Вака сега, тука се тие две работи поврзани. Значи, јас можам, и тоа секогаш го кажувам, дека љубовта за фотографијата кај мене ја имало можеби уште пред да се родам. Значи, ја сум се родила со таа љубов, меѓутоа за да ја откријам, да се насочам према сето ова, да се едуцирам во сето ова, главниот виновник беше мојот татко, кој што ми е вечна и доживотна инспирација за се во животот. Ја веќе го поздравам сега моментално. Големи поздрави упатуваме. Како кажа ти, сега целото семејство е на нозе ова утро. Сега сите... Еве ќе ги поздравиме сите, Точно така, да. Значи, уште мала кога бев, он ги имаше токму овие два апарати, значи двата се Canon апарати. И ќе остана во наследство. Точно така, да. Од периодот 82 година, значи конкретно е нивното производство. Не малиот, меѓутоа големиот, кога он ќе го земеше дома, јас вака го гледав и си викам, добро, дали некогаш јас ќе го земам тој апарат у рака и ќе сликам. Значи, тоа нешто ми остана мене уште од дете и со текот на времето ми даде книги што ги имал он, за фотографија, учев од нив, ме носеше често кај пријатели негови кои што се занимаваа со фотографија, например како Горан од Прима Фото, например како
во Скопје за да познат стекнеме како поголемо Џорџ. искуство. Да, се сеќавам точно, значи они ми покажува Еве гледаме и фотографии твои во моментов. Ќе продолжиме со тоа, задржија мислата околу нели наследството на фотоапаратите. Еве ги твоите фотографии, затоа и насловот е Магијата и убавината на фотографиите од Симона. Да, и преубавите, мораме да истакнеме дека тука веќе кај нас влада и патриотското чувство и љубовта кон нашата татковина и нашата земја, пресликана преку вакви фотографии. Меѓутоа имаме и нешто што, еве, на ваков начин, во моментот ти дошло да си го сликаш овошијата. Меѓутоа, еве се оние убавини кои што јас зборам, што ги имаме ние кај нас. Ова е? Ова е Автокамп Љубаниште, ќе кажам нешто и за тоа подоцна. Да. Ова е езеро Козјак. Како во моментот, дали додека патуваш, ќе си кажеш сама на себе, ова сакам да го сликам? Како доаѓа таа идеја, желба, колку прекрасен лебед, колку интересната работа кај мене е што јас не го работам ова, како да кажам, да го земам апаратот, да одам со него и да сликам, за да сликаме. Конкретно за нешто. Значи доаѓа. Точно така. Значи кај мене е потребна инспирација и јас преку фотографиите гледам, значи во моментот да кажам некоја приказна, некое чувство што сум го имала. Значи да имаат некоја длабочина, како да кажам, некоја порака да пренесам преку нив и најважно ми е да имам инспирација. Значи се случува од 12 месеци, ја некогаш по 6-7 месеци да не го земам апаратот во рака. Значи буквално да не сликам ништо. Исто така јас мимо ова цртам и со графички молив. Исто и за тоа ми треба инспирација. Значи за све ми треба инспирација. Верувам. Али пред се ова е една многу голема љубов која што бара многу посветеност, многу труд, многу внимание. Значи прво да се долови моментот. Така. Ја што викам од идеја до реализација. До реализација. Значи тоа нешто што си го имам јас смислено во глава како во моментот. визија своја. Ете така, да на крај испадне некој пакетче. Да, ете како така што да го кажам, ова се навистина колку Македонија вака сузе изгледа прекрасно низ овие фотографии. Ова е знакот веќе и доаѓа пролета. Еве ја пролета ќе ни чукне на врата каде и да е. Сонце, убаво време и одма е друго расположение. Дали е пролета најубавото време за фотографирање или пак не мора да значи? Па вака, јас сум во принцип... Затоа што тогаш се буди се. Точно така. Па и љубовта повеќе. Да. Во принцип, јас сум летно дете, родена сум на сред лето, меѓутоа најубав период за сликање ми е некаде од мај така до кај септември, октомври. Не можам да кажам дека и зимата нели не е убава или секое време има своја убавина. Меѓутоа јас сум лав во хороскоп кој што сака сонце и кога има сонце енергијата ми е друга и затоа имам повеќе инспирација и сите тие нели слики што фотографии кои што ги имаш многу фотографии. Имам многу. Меѓутоа ние еве за ова утро одбравме неколкумина од многуте. Меѓутоа еве ќе ги посочиме гледачите, веднаш ќе им дадеме насока на сите ова утро. А како беше на Facebook твојата страна? Да, имам официјална страница на Facebook, Маневска фотографи, може да ја отворат, да видат. Значи таму немам се, имам уште материјал што треба да го испромовирам, да речеме таму. Меѓутоа сум спремна на било каква соработка, отворени се вратите секогаш за било што, па макар и да си отворат и да си ги народски кажано исплакнат очите некогаш. И да си направиме фотографии за наш лично ако сакаме, точно, нели? Да. Или за било која прослава, забава и така натаму. А порано, да кажам, во изминатите години ние сме биле навикнати да ги гледаме повеќе мажите со фотоапаратите во раце. Меѓутоа сега и кога ќе видиме и жена, навистина тоа е за воодушевување, затоа што сепак сме сметале дека е машка работа. Меѓутоа сега веќе нема тука поделби машка женска работа. Едноставно, сме со фотоапаратот, така. Да. Кажа дека можеме да направиме понекогаш и пауза од 6 месеци, меѓутоа важна е љубовта која што имаме во себе кон апаратот. Тоа не значи дека ние сме се поздравиле со него, туку едноставно само си правиме пауза и потоа повторно си продолжуваме, така. Сега, она што јас морам да кажам за тебе, ти си навистина една скромна личност, затоа што јас те открив, а толку долго време сме пријателки на Facebook, но самата никогаш не си посакала или да ми кажеш дека сликаш. Јас многу бев пријатно изненадена и токму затоа сакав ова утро да ни го разубавиш на ваков начин. Ајде ние повторно. Јас сум бескрено благодарна за тоа, бескрено многу. Ајде повторно да се вратиме на овие апаратите низ време пловот малку, да ги зумираме, затоа што навистина е за воодушевување да кажам, затоа што се од годината 38 година. Најстариот е 38. Ајде да го покажеме уште еднаш. Кој е на 30? Еве го. Еве го, конкретно е овој.
Само да не падне. Еве го, значи најстариот во моментот што го имаме апарат. Ова е најстариот, еве да отворам да видат. Како се развивале сликите со овој апарат? Како се развивале? Значи, сите овие апарати работат со филм, негатив, значи не е важно дали е црно-бела фотографија или пак фотографија во боја, секако филмот се вика негатив филм. Како се развивале? Значи, се развивале во добро позната, да речам, во тоа време, црвена соба, каде што, значи, се зема филмот, се зема фотографска хартија и се става во развивач за фотографии. Се до оној момент додека не се види дека на таа фотографска хартија више излегла нели сликата што ја имало на филмот и не се добија некоја, да речеме, посакувана боја, во овој случај црна, бела и така. Кога тоа све ќе се добие, таа фотографска хартија се става во фиксатор, значи за да може да се фиксира, на крај во обична вода, мислам. Сега во 30 Како што си гледаме по филмовите. Така, во 30-тите години, например, сушењето било на жица, се ределе со штипки. Тоа секогаш ми е во сеќавање, оние штипките што ги ставаат нели фотографиите за да произлезе резултатот. Така. Меѓутоа мојот татко, само да го кажам, мојот татко и ден денеска, значи ние во нашите подрумски простори од куќата, он се уште ја има таа соба, ги чува сите тие нели Тоа ни е потик да дојдеме таму и да направиме една репортажа, како на времето се правеле фотографиите. Зашто да не. Он, значи, не ги сушел сликите на, нели, таа жица, него имало посебни сушари за слики, тоа секако некој тепси, да ги кажам, и се редат вака сликите и се чека да се исушат и на крај има тој финален производ. Многу ми беше драго што ни разубави утринската програма. Дали беше добро се? Одлично. Така. Благодарам уште еднаш и нека има само убави фотографии, нека има многу љубов во истите. Тоа посакувам, Симона. Секогаш ќе има. Благодарам уште еднашка за поканата. Јас се надевам дека за брзо време ќе направам и некоја изложба овдека во Скопје, така што со драго срце ќе бидете први поканети да секако дека ќе го доловиме и тој момент. А со најновиот, ќе кажам, фотоапарат. Сега таму ќе ти се наредиме, ние жените за сликање, знаеш дека се нема проблем. Така, благодарам уште еднаш. Без ефекти, без ефекти, без филтери. Огромно благодарност, Симона, за тоа што не врати во едно убаво време, на вистина, кога фотографијата имаше и мирис и душа и емоција, точно така, и големо семено наследство. Мислам дека сиромашни се оние семејства кои што немаат вистински фотографии од многу бнивни предци, но